се враќаме назад овде во студиото во телевизија Алфа. Нашата гостинка е веќе пристигната. Ке видите за скоро за што ќе се работи. Значи, нашата масичка е преубаво декорирана. Ке зборуваме, еве, можете да видите каков преубав кадар на вистина. Ке зборуваме за хеклани уникатни женски чанти. Ке зборуваме за техниките на хеклањето и секако дека не ве забораваме и вас. Значи, ќе имаме можност некаде во средина или кон крајот на разговорот да си вклучиме двајца гледачи, кои што ќе си одберат, еве, можете да видите како преубаво изгледа ова чанта, односно ќе си одберете која сакате и ќе дојдете во телевизија Алфа да си ги подигнете овие навистина преубави уникатни чанти. Ова утро наша и ваша гостинка е Лила Давидкова, дизајнер на уникатни хеклани женски чанти. Лила, добро ви утро. Ќе напоменам на почеток дека ви ова прв јавен настап и дека прв пат излегувате вака пред телевизија. Јас ви благодарам што сте наша утринска гостинка и полека ќе си тече разговорот, тремата полецка ќе си отиде, ќе ја ставиме настрана. Вие не сте сама во оваа работа, заедно и со вашата сестра, меѓутоа кажавме дека следна прилика ќе гостувате заедно, од оправдани причини, нели? Сега ве представуваме вас. Значи, како започнува вашата приказна? Како, од каде кај вас љубовта кон хеклањето и зошто се одлучивте баш да хеклате чанти? Повеќе прашања може би ставим во една, ама ајде, почетоците. Да. Вака, првин да се заблагодарам, Ирена, на вас. Добро утро, нели, на сите гледачи на Алфа телевизија. Чест и задоволство ми е да учествувам во вашата емисија. Овдека чувствувам една убава, пријатна, позитивна атмосфера. Ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија и мислам дека ќе им го задржиме вниманието. Така. Ке зборуваме за тоа, за хеклањето. Сега, како почнавте вие со оваа активност? Од кога? Мојата плетена приказна, можам така да кажам, започна сосема случајно, спонтано. Јас љубовта кон хеклањето и кон рачните изработки сум ја имала од секогаш, меѓутоа, еве сега дојде до израз. Идејата за да започнам да ги работам овие чанти беше на мојата сестра Славица. Таа за прв пат, еден ден, така во еден спонтан наш муабет, ми спомна дека сака да проба да изработи еден модел на една хеклана чанта, по идеја, тоа по желба на незината ќерка Милена. Кога ми го кажа тоа, јас така си помислив, велам, тоа не е баш така лесно да се изработи хеклана чанта, но ете, значи љубовта кон тоа што го работиме, истрајноста и преголемата желба си го направија своето. Вие знаевте да хеклате, така? Од порано? Да, од порано сум хеклала, не вакви чанти. Нормално се навраќам назад, нашите баби уште на времето сакале овој занај да ни го пренесат, тогаш тие живееле во друго време, нели, не хеклале чанти, туку изработувале, нели, джемперчиња, елечиња, такви по некои калчинки, меѓутоа тогаш не сум била толку заинтересирана за ова. Сега ми се, еве, нели, по идеја на мојата сестра, ми се пројави оваа желба и навистина мислам дека убаво се чувствувам што изработуваме вакви чанти. Да. Сега сакам да прашам, зошто баш чанти? Зошто се одлучивте? Еве, имаме ние и овде во студиото, имаме и подготвено фотографии. Од фотографиите можеби гледачите ќе видат и поубаво како изгледаат овие чанти дизајнирани. Од каде ви доаѓа идејата? Од каде црпите инспирацијата? Преубави дизајни, еве. Вака, јас се што работам во животот, работам со љубов. Главната инспирација ми доаѓа од љубовта, љубовта кон рачните изработки, кон убавите чанти. Чантата е моден детал кој јас лично многу го сакам. За чантите се одлучив затоа што сакав да направам нешто што е уникатно, што нешто не секојдневно, да биде модерно и што не можеме да го видиме секојдневно, нели, низ дуќаните каде што се продаваат овие чанти. И овие ваши изработки, и ваши на вашата сестра Славица, навистина се уникатни и еве јас барем не сум сретнала некаде по дуќаните, можеби има, ама еве јас немам сретнато. Дизајнот од каде го црпите, инспирацијата од каде ја црпите? Дизајнот
тука Бидејќи можам... се различни. Да. Вака, еве, овие Да. што се овде на масичката и овие што ги гледаме, имаат навистина различен дизајн. Секоја чанта е различна, секоја е убава на свој начин. За дизајнот тоа го оставам нели на мојата креативност. Тука многу ми помага мојата керкичка, таа иако има 12 години, но ги следи модните трендови и знае некогаш нели да ми сугерира, да ми помогне каква рачка да ставиме, какво синџирче да ставиме, дали да биде тоа златно синџирче или сребрено, кое повеќе ќе одговара, нели. Исто така има доста идеи, идеите ги црпам и од YouTube, нели, видеата, таму има премногу видеа, премногу убави чанти, премногу убави дизајни, така да на тоа, мислам, од таа страна, тука и керкичката ми помага доста. Нешто оставам и на мојата креативност. Да. Во договори со нели господјата за која ја изработам, дамата за која ја изработувам чантата, се снаоѓам на таков начин. Да. Сега вие донесовте овде во студиото и неизработена чанта. Да. Се договоривме нели малку да покажете во живо како тоа изгледа. Да, како може. изгледа хеклањето. Се слушавме јас и вие често по телефон. Ја почнавте пред празникот на 27-ми. Така, да. Така кажавте вчера не се хекла бидејќи беше Не празник. хеклав, да, ради нели големиот празник што го имаме, обично предпочитувам петок. Не ги работам чантите. Така. Но еве сега, значи Еве, ја ајде оставив. да ја видиме оставив, додека си разговараме да, вака додека малце разговараме, како може да покажам како тоа изгледа во живо. Ова значи го имате направено Да, да кажам за еден ден и тука ќе ве прашам колку време ви е потребно да изработите еве една чанта оваа големина. Ова ќе биде нешто вака, претпоставувам така. Така, да, ова чанта ќе ја направам со така ја замислив, значи ќе ја направам со ова техника што ја работам е техника на извлекување на конецот. Може да си работите еве да видат извлекување гледачите на како конец. изгледа тоа. И претпоставувам дека поубаво ќе одговарат овде дрвени рачки. Ќе ја направам со дрвени рачки или тоа може да биде, да речеме, по желба на тој што мислам на дамата што ја правам чантата. Лила, да ве прашам, дали броите кога работите? Не. Тоа на почетокот броев, сега не. Сега веќе не. Сега тоа ми оди многу полесно. Само од себе? Да. Оваа техника е малце... Ништо ако не падне. проблем. Еве, јас ќе го држам тука. Оваа техника е таква со извлекување на конецот. Меѓутоа има други модели. Модели има многу различни. Другите модели, значи, се поедноставни. Јас сега ова ја одбрав, еве, така. Сакав ми е нарачана за една господја. Да, вистина, брзо тоа, еве, може да видите гледачите во живо како тоа изгледа. Да. Сакам да ве прашам, колку време ви е потребно и за изработка на една чанта? Јас по природа сум перфекционист и можам да кажам дека се што работам, сакам, како што велат старите, да ми биде под конец. Не брзам во изработката на чантите, затоа што си давам доволно време, затоа што сакам, нели, ја работам со голема посветеност, со многу љубов, со трпение и сакам крајниот резултат да ми биде задоволувачки. Крајниот резултат да биде чантата така како што јас сум ја замислила. Може да се случи некогаш, нели, да погрешам, па да се вратам назад, но сакам... Тоа сакав да прашам, ако се погреши, може значи да се тоа да се коригира. Тоа на почетокот многу често ми се случуваше да погрешам, па да почнам повторно од почеток, но сега како го работам ова, веќе ретко тоа ми се случува. Ја замислувам чантата, ја го земам конецот, ја земам ова магична игла во раце и едноставно чантата сама од себе да, изгледа уникатно. Се создава и изгледа уникатно. Сега сакам да ве прашам, кажавме, ова е една техника на извлекување, така? Да, на извлекување. Какви се други техники постојат во хеклањето и кој алат е потребен и какви видови на волна? Еве овдека вие донесовте едната, јас не се разбира многу, подебела, едната е потенка, така? Вака, значи техники за изработување на овие чанти постојат многу. Јас ги познавам и ги работам за овие мои чанти, ми се потребни
потребни 3 техники. Тоа е техника кроше, дупла наметка и оваа техника, ова е таа на извлекување, бидејќи се извлекува конецот и така се нарекува техника на извлекување. Инаку за алатот можам да кажам дека јас така велам, алатот може да си го понесеме во джеп кога ќе тргнеме негдека. Чингелаче, така ли се вика? Така, оваа игла, најважна е оваа игла која уште и се вика чингелаче, така е позната и како чингелаче. Ја има во различни големини, значи почнувајќи од бројот 1, па до бројот 10, мислам дека јас најмногу работам со ова 5-6, ретко работам со поголемите, затоа што во зависност колку е дебелината на конецот, колку е подебел конецот, толку нели бројот на иглата е поголем. За овој конец, да речеме, бидејќи е потенок, користам помал број на игла. Исто тука ни е потребно нели сантиметар, овие интересни ножички за сечење на конецот, овие стич маркери што јас така нели се нарекуваат стич маркери или обележувачи, тие ги користам да обележам нели еве како тука што сум обележила, значи од каде ми почнува редот и каде ми завршува. Исто така овие ги користам и кога треба нели да ја позиционирам рачката, па за да видам нели да биде на еднакво место од двете страни рачката. Инаку за конецот, овде кај нас за жал на пазарот, на нашиот пазар немаме голем избор на конци. Работам со овој така наречен трикотажен конец. Ово е 100% памучен конец. Оваа чанта ја изработувам од тој конец. Исто така и ова познат конец познат како макраме. Потено конец, ово е 100% полиестер. Чантите се убави, преубави, тука имам од двата вида на конци направени. Мислам дека подеднакво ги бараат и од тој конец и едните и другите. Имаме и од вашата сестра чанти. Така. Сега мислам дека е вистинско време да си ги вклучиме и гледачите во програма. Ке доделиме на двајца гледачи по една чанта. Едната ќе биде ваша изработка, а другата чанта ќе биде изработка на вашата сестра Славица. Еве во оваа прилика ќе ја поздравиме, а во некоја наредна прилика претпоставувам еве и двете ќе дојдете. Ако имаме гледач на линија, мислам дека веќе ми кажа од режија дека имаме гледач или гледачка, ако е машко може да си подари на сопруга, на керка, било како. Добро утро, слушнав глас. Ало, добро утро. Добро утро. Од каде ни се јавувате? Од Крива Паланка. Од Крива Паланка, браво. Тоа е мојот роден град. Така е. Ете, каква коинциденција и дали е ова има нешто случајно? Навистина ми е родниот град на Лила е Крива Паланка и сестрата е таму. Многу поздрав до Лила и до вас, водителке. Благодарам. Сега вака, дали сте ни се уште на линија, јас ќе ве повикам да си одберете, еве, сакате чанта од Лила или сакате чанта од незината сестра, која што е во моментов во вашиот град? Од кого сакате? Било која чанта, сите убави, една чанта. Сите се убави, навистина. Ајде, Лила, која боја сакате? Црвена. Црвена. Еве, оваа црвена чанта може да оди кај од Лила. Мислам дека ова е вашата. Сега вака, бидејќи ни се јавувате од Крива Паланка, јас ќе ве замолам да дојдете во наредниве 2 недели. Чантата ќе биде во телевизија Алфа. Подарок од вашата сограѓанка Лила. И ќе оди во вистински раце. Дојдете овдека кај нас или спратете некој да си ја подигне оваа преубава чанта. Дајте ја овде да се стои. И веднаш ќе кажам добро утро. Добро утро. Ете уште една Се јавуваме од Крушево. Млада господја, се јавувате од така сте ми по гласот, сега ако Јас имам повеќе награди, книга, ама не ја добив книгата. Не ја добив, немав кој да пратам. Сега ќе видам, ќе настојувам некој да пратам. Ете така. Ајде сега вие да си одберете една од овие две чанти која сакате. Ова е од сестрата на господја Лила, од Славица. Која боја сакате? Ова е зеленкаста, ова е кафена. Кафената може. Кафената. Еве кафената ќе патува во Крушево. Дојдете си слободно во телевизија. Само да ве прашам дали хеклате? Може друг да пратам? Да, може. Може друг во ваше име да си ги подигне овие подароци од нашата Лила и од незината сестра Славица. Ви благодарам што не следите и ви посакувам убав ден. Сега ја спомнавме и вашата сестра Славица од незе е вашата љубовта ваша кон хеклањето.
Ке ни гостувате, предпоставувам, еве, кога ќе бидете послободни, може би и околу новогодишните празници. Брзо ли се учат техниките на хеклањето? Па вака, техниките на хеклањето може да се научат брзо. Тоа зависи од желбата која ја имаме да научиме нешто, нели да направиме нешто. Од љубовта, јас многу брзо ги научив техниките, можам да кажам за себе, затоа што јас ја имав таа среќа, мојата сестра да ми ги покаже првите чекори. Многу побрзо се учат првите чекори ако некој тоа ви го покаже лично вака, нели да ни го покаже во живо, отколку нели има разни туторијали, разни видеа за овие хеклани чанти и на тој начин ќе се научат, но малку потешко. Јас ја имав среќата, еве, мојата сестра да ми ги покаже, нели, првите чекори и затоа ми одеше лесно. Да ја споменеме и вашата керкичка, која што има 12 години и овде во телевизија, нели, ве чека и ве гледа и ве следи. Дека таа сега тргнува по вашите стапки, нели кажавте дека вие моден советник, може така да кажеме, дека сега ви помага, па ова може понатаму во иднина да се развие и во некој семеен бизнис. Дали може би досега сте настапувале, сте учествувале на оние базари кои што ги има навистина премногу во последно време, базари за рачна изработка, или може би планирате во иднина? Баш размислувавме со сестра ми за тие базари, до сега не сме учествувале, меѓутоа јас мислам дека околу Нова година имаше еден таков базар во Сити Мол. Јас лично го посетив, имаше преубави изработки од секаков тип, имаше и изработки на чанти. Со девојката што ги продаваше баш си поразговаравме. Ми кажа дека интересот е се поголем, дека се продаваат овие чанти, дека се барани. Би сакала да учествувам, го правевме, нели, договорот со сестра ми да одиме. Искрено не знам како оди постапката за, нели, пријавување на тие учеството на тие базари, но тоа не е никаков проблем, ќе го решиме тоа и се надевам дека наскоро ќе се појавиме на некој од овие базари, затоа што мислам дека убавината на рачните изработки таму може да се види во живо. Многу побави се чантите, јас знам да кажам кога ќе, нели, ми нарача некој чанта, нели, ова ја сакам на слика, кога ја види ќе ми ја испрати, ова ја сакам, ми вели дека е убава, јас велам дека во живо се уште поубави. Таму може да се види убавината на рачната изработка, може да се кога ќе се фати чантата во рака да се проба, нели, да се едноставно да се осети љубовта и посветеноста, љубовта, посветеноста и желбата со која е направена таа чанта. Лила, ве следам како зборувате со навистина голема љубов кон оваа работа. Имате така убав некој позитивен жар во очите. Сакам да ве прашам, еве, да кажам чантиве, односно хеклањето, дали ве релаксира? Дали знаат да кажат психолозите терапија на мозокот? Дали претпоставувам и верувам дека ви е задоволство се тоа што го работите? Јас сакам да кажам, еве, дека сите од женскиот, од понежниот пол, нели, што се околу мене, би сакала да ги навлечам на ова хоби. Затоа што навистина мислам дека плетењето, хеклањето е јога за мозокот. Значи, во ова стресно време во кое живееме, мислам дека тоа е некое прибежиште од стресот што ни го создава, нели, живењето. Да. Јас уживам додека плетам, навистина го правам ова со голема љубов, уживам додека плетам, плетењето, хеклањето ме релаксира, ме опушта, си го работам тоа во домашна атмосфера, знам да си пуштам убава музика, блиските се околу мене, во домашни услови. И нема ништо поубаво, ако го работите тоа што го сакате, навистина голема љубов имате кон хеклањето. Сакам да ве прашам, кажавте дека вашата керкичка се почнува веќе полека да се интересира околу за хеклањето. Дали може би хекла или не? Сега за сега не. Сум ја прашала, ајде, дали сакаш да ти покажам, но сега за сега рече јас ќе те гледам, ќе те следам. Знаете ли барем дали младите кај нас имаат желба да го учат овој
да кажам, занает или хоби, јога на мозокот, како Да. самите кажавте? Дали има интерес, дали имате сознание, бидејќи сте сепак се движите во тие кругови? Знам често да купувам, да набавувам материјал од Candy Cotton во Тафталиџе. Поздрав до Маја. Поздрав до Маја, имаме многу убава соработка. И кога ќе одам кај неа во набавка на материјал, си разменуваме, си правиме Мислење. муабет и ми кажува дека доаѓа девојченце од 9 години и купува конец за да хекла. Браво. Тоа многу ме радува. Исто така се погоди еднаш, јас бев таму, влезе едно девојче, млада девојка, и рече, вика, јас сум почетник, сакам, нели, да почнам да хеклам, да плетам, што ми е потребно. Да. Мислам дека и Маја организираше работилници за Така, да, се повеќе хеклање. има. И се повеќе има интерес на младите девојки, жени, како да ги кажеме. Постои ли интерес кај младите да носат хеклани производи? Сакаат ли да носат джемперчиња, ајде веќе шалчиња, капи, ракавици, тоа сите сега ќе следи веќе и таков период, ама се носи ли хеклано? Постои ли интерес и кон ова како аксесуаре, така да кажеме, Да, хеклан? да, Постои моден ли додаток. интерес кон вашите ташни, поготово од младите? Интерес постои се повеќе и тоа ме радува. Тоа го гледам по, нели, кога шетам низ, нели, моловите, низ продавниците, гледам се повеќе и по дуќаните, по продавниците има хеклани производи од типот маички, фустанчиња и Без разлика што е лето, без така? разлика што е лето, да. Оваа година мислам јас дека јас почнав да се занимавам со ова, ги гледам се повеќе околу мене и тоа ми кажува дека интересот е поголем. Има интереси за чантите, да речеме еве оваа чанта што овие чантички што ги изработува сестра ми, на почетокот и јас првата чанта што ја направив беше од овој тип. Дознав дека се омилен модел кај младите и дека Попкорн, нели пуканка, така, попкорн, чанта на така ја пуканка. нарекуваа попкорн. Добро, Лила, да ми кажете уште, еве вака за крај, една порака до сите кои што не следат. Нас не следи повеќе повозрастна популација, ама сега ни се јавија и помлади денеска. Предпоставувам дека сите повозрастни знаат да хеклаат, да ги повикаме еве и младите да се научат да хеклаат чисто како релаксација, како еден вид на хоби, како еден вид на одмор, нели, на мозокот од сите овие стресни ситуации кои што ги имаме ние секојдневно. Една порака до гледачите и да ни кажете кои би се идните планови? Вака е порака до младите, да речеме девојки од понежниот пол. Јас би им порачала и би ги охрабрила да ја земат ова магична игла во рака. Значи, барем во текот на денот 1 или 2 часа да се, нели, да ја пробат и да не се плашат, нели, дека нема да успеат. Да. Затоа што кога нешто работиме со голема љубов, кога ја имаме желбата, и посветеноста, успехот е неизбежен. Гледам дека сега во последно време не мора да биде тоа изработка на чантан, може да биде, гледам дека повеќе младите сакаат и по социјалните мрежи се нудат, нели, изработки од типот, нели, како модни додатоци, обетки, ланчиња, алки, исто така сега Хеклани, гледам така? хеклани, да, исто така сега гледам дека се хеклаат доста и куклички, Да, украси, има. дури може со оваа игла да се направат и килимчиња, Чуда може да се направат, може нели? да се направат. Ја затоа ја нарекувам магична игла. Магична, да. Во една прилика кога бев кај Маја, по набавка на материјал, таа ми рече еднаш кога ќе ја фатиш оваа игла во раце, веќе Нема нема да ја пуштање. оставиш. И навистина така се случи. Јас едва и чекам кога имам слободно време дома да седнам, да си пуштам убава музика и се релаксирам со плетењето. Да, време за вас и време за хеклањето. Моите се, најблиските се околу мене, тогаш добивам уште поголема инспирација за да создадам нов модел на се чанта. гледате во иднина? Еве, дали може би планирате да отворите може би некој собствен дуќан, бидејќи веќе ова прераснува полека во семен бизнис? Сега за сега немам некои поголеми планови. Сакам да се доусовршам во ова што го работам. Си работам во домашни услови, нели моите блиски се тука, инспирацијата Така ви е ми доаѓа најубаво. од таму, така ми е најубаво. За понатаму не сум размислувала, ќе оставам времето да си го направи Каже своето. своето. Така. Лила, дали ви поминаа брзо овие 20 на минути, затоа што веќе сме дојдени кон крајот на емисијата? Ви беше
прв разговор, прв јавен настап. Јас ви честитам и да продолжите така. Навистина не се почувствува ни грам од онаа трема која што ја имате. Ви благодарам за гостувањето од срце. Се надевам во следната прилика, еве некаде околу можеби новогодишните празници, да ни гостувате заедно во друштво со вашата сестра Славица. Ви благодарам за гостувањето. Продолжите и понатаму да работите оваа работа со многу љубов. Вие продолжувате и едно наше наследство, можам да кажам, македонско наследство, бидејќи хеклањето е сепак нешто што го правеле нашите предци на овие простори. Така, ви благодарам Ирена уште еднаш на поканата. Јас навистина не верувам дека поминаа 20 минути, мислам дека веќе 5 минути разговараме. Навистина ми е драго. Се надевам дека следната прилика ќе бидеме заедно со мојата сестра. Тоа значи дека ви било убаво овде кај нас во телевизија Многу Алфа, убаво, во ова позитивна наше атмосфера. друштво. Одлично се чувствував за ова време. Ви благодарам. Ви благодарам, почитувани, и јас за вашето внимание. Ви благодарам што бевте заедно со нас од 6:25 па се до 9 часот и 13 минути. Ви посакувам да останете во добро расположение, во добро здравје. Останете секако со програмата на телевизија Алфа, не го менувајте каналот. Следуваат вестите во 9:30, а повторна средба заедно со нас ви закажуваме веќе утре 6 часот и 25 минути. Довидување.